Ајде да се вратиме малку назад во времето. Многу назад, во античка Грција. Таму ќе ја откриеме приказната за еден од најголемите умови на сите времења, Архимед, и едно откритие кое буквално го променило светот. Јурека, сигурно сте го слушнале овој извик. Значи, го најдов. И токму овој збор е клучот за една од најголемите загадки во физиката. Како е можно огромни, тешки предмети, како челични бродови, тешки илјадници тони, да пловат на вода? Одговорот лежи во еден гениален момент на инспирација. Да, добро слушнавте. Се почнало со едно најобично капење, па ајде да ја откриеме оваа неверојатна приказна за тоа како влегувањето во када му помогнало на Архимед да го реши проблемот со една кралска круна и притоа да дојде до едно од најважните откритија во историјата. Приказната почнува, како и многу добри приказни, со еден крал, една прекрасна златна круна и едно големо сомневање. Значи, замислете си ја сцената. Кралот Хирон II нарачал нова круна, му дал на златарот чисто злато, ама кога ја добил, нешто му било сомнително. Си мислел, дали овој златар ме измамил, дали земал дел од златото, а додал поевтино сребро? И, се разбира, го повикал најпаметниот човек што го знаел, Архимед. Предизвикот бил огромен. Докажи дали круната е од чисто злато, ама внимавај, не смеш ни да ја изгребеш, а камоли да ја стопиш. И ова не носи до клучниот момент. Моментот на откритието, кој се случил на најнеочекуваното можно место. Во бањата. И така, додека Архимед влегувал во својата када, забележал нешто што сите ние го гледаме секој ден. Водата се прелејала, ама тој не го игнорирал тоа. Му светнала си ја личка. Сфатил дека количината на вода што се истиснува е точно еднаква на волуменот на неговото тело што е потопено. Тоа било тоа. Го имал клучот што му требал за да го реши проблемот со круната. Добро, ама каква врска има прелеана вода од када со бродови што пловат? Тука работите стануваат на вистина интересни и гениални. Ајде да погледнеме што се случува. Кога некој предмет е во вода, на него действуваат две главни сили. Прво, имаме гравитација, нели? Неговата тежина што го влече надолу, ама во исто време водата не седи мирна. Таа возвраќа, го турка предметот нагоре со една невидлива сила. И токму таа сила, таа што турка нагоре, се вика сила на потисок, или во негова чест Архимедова сила. И ова не носи до официјалната дефиниција. Архимедовиот закон во суштина вели дека силата што го турка телото нагоре е точно еднаква на тежината на течноста што телото ја истиснало. Да го кажеме уште поедноставно, колку повеќе вода ќе истиснеш, толку посилно водата ќе те турка нагоре. Просто и гениално. Сето ова може да се представи и со формулата ЕФП еднакво на рога ГВ. Знам, формула, ама ајде да ја разбиеме. Многу едноставна. ЕФП е силата на потисок, она што турка нагоре. Грчката буква РО е густината на течноста, значи колку е збиена водата. Г е гравитацијата, а В е волуменот, односно колкав дел од телото е под вода. Во основа, колку е погуста течноста и колку поголем дел од телото е потопен, толку е посилна силата што го турка нагоре. И сега, со сето ова знаење, можеме да одговориме на клучното прашање. Зошто некои работи пливаат, а други тонат? Значи, клучот е во ова. Замислете си го ова како борба на две сили. Од една страна ја имаме тежината на предметот која го влече надолу, од друга страна ја имаме силата на потисок која го турка нагоре. Исходот од оваа битка одредува апсолутно се. И ова го објаснува совршено. Прво сценарио. Ако силата што турка нагоре е поголема од тежината на телото, тоа едноставно ќе исплива на површината. Второ, ако тежината е поголема, ако влече посилно надолу отколку што водата турка нагоре, телото ќе потоне. И трето, ако двете сили се совршено изедначени, телото ќе се лебди, некаде во средината. Ниту тоне, ниту испливува. А најдобро од се е што ова лесно може да се провери и дома. Пробајте. Лименка, обична Кока-кола, ќе потоне, бидејќи шеќерот ја прави погуста. Додека диеталната, без шеќер, ќе плива. Мандарина со лушпа плива, бидејќи кората е порозна и полна со воздух, ама штом ќе излупите, тоне. А еве еден трик. Ставете јајце во обична вода, ќе потоне. Ама ако додадете многу сол во водата, ќе ја зголемите нејзината густина и јајцето ќе исплива.
Добро, сето ова е одлично, ама сепак е приказна стара на 2000 години. Како ова античко откритие се користи во нашиот модерен свет? Може би изгледа како стара лекција по историја, ама законот на Архимед е темел на многу модерни чуда на инженерството. Ајде да видиме каде се го среќаваме денес, а може би и не сме свесни за тоа. Погледнете ги огромните товарни бродови. Иако се од челик, нивната форма е дизајнирана така што истиснува огромна количина вода. Та истисната вода создава доволно голема сила на потисок за да го држи бродот на површина. Подморниците пак се мајстори на овој принцип. Тие ги полнат своите резервоари со вода за да станат потешки и да потонат, или ја испумпуваат водата за да станат полесни и да испливат. Па дури и балоните на топол воздух го користат истиот принцип, само што тие пловат во воздухот, а не во вода. И за крај, едно прашање за размислување. Ако имаме челичен брод, кој тежи, да речеме, 50.000 тони, колку тони вода мислите дека мора да истисне за да не потоне? Одговорот, колку и да звучи едноставно, е точно 50.000 тони. Силата на потисок мора совршено да ја избалансира тежината. Тоа е убавината и гениалноста на законот на Архимед.